Поздрав до гледачите на телевизија Ирис во овие јулски денови или приквечерини и се разбира, ние продолжуваме со Отворено на тема, редовна емисија на програмата на телевизија Ирис, каде што веќе 20 на пати разговарам со представниците од Универзитетот Гоце Делчев и го користам нивното присуство овде, освен промоција на програмите од Универзитетот, разговараме за состојбите во општеството, во образованието, затоа што потребата од став на интелигенцијата на еден народ е нужен во цело време, а посебно во време кога на испит се не политичките ставови, туку моралните и вредносни системи на еден народ. Пред малку прочитав една колумна од професорот од Правниот факултет Страшко Стојановски и се одушевив од неспротивност или слично со ставовите туку со потребата интелектуалците да го кажат својот глас. А останатите ќе се одредуваат според својот систем на прифаќање на вредности, бидејќи уште Фойербах напишал дека лесно е да се има став, тоа е одлука. Мислењето е многу тешка категорија, тоа е синтезирање на факти, состојби, донесување на заклучоци и на најголем број од луѓето тоа е машна динамика или активност. Но продолжуваме со разговорот околу состојбите во образованието. Основата на секое едно општество е пренесување на знаењето во формите во кои што ги одредуваат педагошките институции. Ова го правам како дефиниција и ја преземав од Јохан Хајнрих Песталоци, основоположникот на современото образование и воспитување. Норвежанецот напишал дека се може да се постави во два нивоа. Едното ниво е воспитување на здрави единки во една заедница, а второто е пренесување на знаење кои тие може да го потребат на корист на заедницата во моментот кога ќе бидат психолошки вредностно способни за тоа. Од тогаш поминале колку 150 години. Но, вистински термин за разговор околу тоа е деканката на Факултетот за образовни науки, госпогата Петровска. Добре дојдете во моја емисија, деканке, и простите, вака морам понекогаш да направам еден вовет заради моите гледачи. Добро ве најдов, поздрав до гледачите на телевизија Ирис и до сите почитувачи на учителската професија, децата и младите. Јас намерно го спомнам Јохан Хајнрих Песталоци, иако може да споменам еден голем дел од педагозите и луѓето кои учествувале во науката, па дури да наш Јосиф Ковачев, во сето она што до денес се нарекува систем на пренесување на знаење. Но, ја би сакал само да ве прашам едно нешто пред да започнеме со конкретниот разговор за факултетот кој вие го водите. Основата на една држава е моралната вертикала на низините поединци. А велат дека овде учителите, даскалите, како ние што милуваме да кажеме еуфемистички, имаат централно место. Што вие како педагог на педагозите, даскал на даскалите мислите? Имат ли вистинско место во општеството? Не е ништо ново ако кажеме дека училиштето представува најмасовна, најорганизирана институционална форма на образование и воспитание, односно форма низ која што се пренесуваат, изучуваат сите научни достигнувања, адаптирани на возраста на децата и младите, но и пренесуваат, трансмитираат сите ставови, вредности, навики кои што се создале во едно општество, кои што се оценети и прифатени како позитивно, но и ставови и вредности кои во моментот општеството ќе ги наметне до училиштето низ државните наставни планови и програми. Значи, училиштето може би на некој начин представува институција која прави трансмисија на сите вредности, сите општествено прифатливи ставови, но во исто време таа институција и во која што се креираат социјалните, поготово социјалните вредности во дадено општество.
Центарот на сето ова е повторно, ќе се вратам на тоа, за да пренесеш нешто мораш да го имаш. И сето тоа има зголемена општествена одговорност. Ја не велам дека е помала одговорноста некој што ќе направи добар инженер. Но, сепак се движиме по онаа најтесната ивица, тоа се чувствата, знаењата, формирање на личности кои се утре треба да бидат одговорни граѓани или помалку одговорни граѓани. Одговорноста некако секогаш ја бараме кај вас, кај учителите кои вие ги учите да бидат учители. Кога некој се запише на факултетот за образовни науки, каква представа има студенти дојдат кај вас прва година? Каква представа има? Што треба да бидат тие? Вака, прво ќе кажам. Нели не е помалку вредно да се направи еден, да се продуцира, да се образува еден инженер или лекар, отколку да се направи еден учител. Меѓутоа, во светот постојат многу истражувања кои што покажуваат, кои што откриваат буквално зошто е убава учителската професија и зошто таа е привлечна. Ќе тргнам од тука, за да дојдам до одговорот на вашето прашање. Најпрво, учителската професија е професија која што ви овозможува непрекинато патување низ професионалноста. И тоа патување е секогаш водено од некои возвишени идеали. Другата работа заради која што е добра учителската, е посакувана учителската професија, е затоа што таа му дава можност на учителот да ги изрази сите своји креативности, поготово на оделенскиот наставник, кој работи со учениците на сите образовни полиња, како што е музика, физичко, танц, драма, природни науки. Значи, тука наставникот може да ги изрази сите своји креативни потенцијали. Исто така, друга причина заради која што е многу привлечна оваа професија е и тоа заради тоа што вие знаете дека правите разлика во животите на децата и младите. Односно, вие секојдневно допирате еден живот и му давате светлина да се движи кон патот. Но, исто така, истражувањата покажуваат уште еден факт дека учителската професија во светот е посакувана и заради тоа што учителите имаат доволно слободно време. Слободно време сватено во наводници, бидејќи наставата во текот на една учебна година трае само 180 дена, но тоа не значи дека другото време наставниците не го користат за свое усовршување и активности поврзани со подготвување на наставните и другите видови воспитно-образовни активности. Но тие сепак имаат можност флексибилно да го организираат своето работно време. И од тука, значи, не можеме да кажеме дека оваа професија е лесна или тешка, туку можеме да кажеме само дека е одговорна, бидејќи низ професионализмот на наставникот се создаваат индивидуи кои што се добри за себе, но и индивидуи кои што ќе бидат корисни за општеството. Сега имаме ние една дефиниција во педагогијата што вели воспитанието и образованието се општествено детерминирани процеси. Ако тргнеме низ историјата наназад, ќе видиме дека, например, еве во Спарта, какви граѓани се образувале во времето на Спарта. Тоа било држава, нели, на која што и биле потребни војници. Така. Тоа е така наречен спартански начин на воспитување. Општеството ја детерминира целта, ја определува целта на воспитанието и образованието. И во тоа време, значи, приоритет на образованието било да се направат физички здрави, силни, храбри војници. Ако денеска, од денешен аспект го гледаме влијанието на општеството врз поставувањето на целите на образованието, поготово на училишното образование, ќе видиме дека овие цели се сосема променети. Денеска на нас ни требаат, живеејќи во мултикултурен свет, живеејќи во глобален свет,
ни требаат деца, млади луѓе кои што ќе бидат толерантни, подготвени да ги препознаат, да ги признаат и да ги прифатат различностите на другите. Ни требаат граѓани кои што ќе бидат подготвени да го изслушаат своето мислење. Ни требаат храбри граѓани кои што ќе знаат да го кажат својот став, но и ни требаат граѓани кои што ќе бидат подковани со знаења од конкретни области, за да можат да го движат светот напред во поглед на техничко-технолошкиот и научниот развој. Вие сте во една исклучително привилегирана состојба, барем околу истражувањата, околу темата за која што разговараме. Во исто време, кај себе може да го сетите влијанието на оние кои вие ги воспитате да бидат воспитувачи, учители, наставници и така натаму, и кога кај вас ќе дојдат студенти кои се производ на целиот процес на воспитување и на образование од оние кои вие сте ги образовали. Тие доаѓаат на вашата врата и не знаат да кажат ви, не знаат да тропнат 3 пати, не знаат да ве пресираат според кодот прифатлив во светот, кодот прифатен како на цивилизиран свет. Зошто е тоа така? Да. Ако дефинираме постојат такви состојби за кои што вие зборувате, и ние како институција на која што се образуваат идните наставници, чувствуваме лична одговорност за, да речеме, несоодветното однесување на понекогаш на младите луѓе. Ние не сме институција која што сака да каже да, па добро не ги воспитаа оние што беа во средните училишта, па средните училишта ние, наставниците во средните училишта ние не ги образувавме. Имаме сите помалку одговорност, меѓутоа можеби и системот на образование на наставници во државата има некои фалинки кои што треба да се надоградуваат. Најновите истражувања покажуваат дека од квалитетот на наставниците зависи и успехот на учениците воопшто во образовниот процес. Меѓутоа пак од друга страна, врз квалитетот на наставниците влијаат многу фактори. Еден од тие фактори е, да речеме, начинот на влез на младите луѓе во наставничката професија, односно начинот на влез на факултетите за образование на наставници. Точно тоа сакам да го испровоцирам да вашето мислење. Точно тоа ми беше целта. Например, во Њујоршкиот дистрикт, таму се нели по региони организирани и децентрализирани системите, образовниот систем, таму имат направено критериуми според кои што може еден млад човек да се запише на наставнички факултет и да одлучи да биде наставник. И тие тоа го прават, селекцијата на упис ја прават многу сериозно. Да речеме, еден од начините на кои што го вршат изборот на студентите на наставничките факултети е тестирање на знаењата, нивните знаења на предметите, од предметите кои што идните студенти сакаат да ги предаваат. Вториот дел од тестирањето е 30-минутно интервју во кое што значи се проверува мотивацијата, вредностите, ставовите, значењето на образованието за развојот на личноста и на општеството. И третиот елемент на тој тест е всушност директна проверка на младите луѓе како ќе се однесуваат во училницата. Иако, значи, тие немаат предходна подготовка за да бидат наставници, тие се внесуваат со наставник, ментор во училницата и одговорни лица од тој Совет за образование при дистрикот го наблюдува однесувањето и вклучувањето во работата во училницата на самиот кандидат студент. Кај нас селекцијата е, да речеме,
не е толку ригорозна во нашата држава. Ние пред уписот на нашите студенти правиме едно така наречено неструктурирано интервју преку кое што се обидуваме да видиме секој кандидат зошто се одлучува да ја избере оваа професија, да го избере овој факултет, но воглавном добиваме унифицирани одговори кои што потоа се покажуваат дека можеби и не биле искрени на почетокот. Како многу ги сакам децата, како убаво е да се биде учител. Сонова од малечка. Да, мојата учителка беше добра и се уште ја паметам, таа ми беше водилка во животот, иако да, истражувањата покажуваат дека се тоа позитивни мотиви за влез во на овие факултети. Професорке, овде само пред да направиме една пауза за реклами, само едно кратко прашање. Министерството за образование започна со една програма за стипендии за најдобрите ученици кои ќе се одлучат да студираат на образовните науки. Заживеа ли таа владина програма? Ние, значи, се уште немаме такви информации, но сакам да кажам, дека нашиот универзитет од оваа година ќе партиципира во школувањето на сите нови студенти, ќе им ја плати првата година на студии и тоа ќе се случи и на нашиот факултет. На нашиот факултет од универзитетот има доделено 5 стипендии за прва упис во прва година. Критериумот е одлични ученици, така? Критериумот е, да, секако. Критериумите се рангирање по успех. Веројатно претпоставам дека и Министерството за следната година ќе го операционализира тоа како своја одлука која е веќе од минатата година. Се надеваме, значи, подигањето на општествениот статус на наставничката професија е многу значајна работа, а тоа не можеме да бегаме од фактот дека тоа се прави со покачување на животниот стандард на луѓето од оваа вкупно целото место на учителот, професорот, образувачот во општествената структура. Ќе ве замолам само одржијате ме и за малечка пауза, па ќе продолжиме. ЕПП држијате. И еве во вториот дел од емисијава со деканката на Факултетот за образовни науки, професорката Петровска, каде што зборуваме за оние кои ги образуваат образувачите, не знам тоа во македонски релативен јазик како се нарекува кога се употребуваат објаснување на објаснување, но отприлика така сакам да претпоставам дека убаво звучи, нели? Професорке, разговараме за определбата на младите луѓе да бидат учители, вие наставници, термините да не ги навредиме некако, но вие кажавте една убава работа. Може да се работи на вистинското место, вистинскиот проблем, а тоа е местото со целата целокупност на еден учител, наставник во општеството. Од неговата социјална положба, зборуваме овде за плати, услови за работа, услови за напредување, до системот во кој што тој како отприлика судиите ќе биде и воспитувач, но и ќе стои за своите одлуки. Ово го зборувам заради тоа што контактирајќи со многумина од учителите, наставниците, велат дека низ овој процес ќе мора многу повеќе да се разговара со родителите, да им се објасни, не е само процесот на оценување, дека нивната интерактивност, вклученост во образованието и воспитанието на детето треба да биде родителска, а не учителска, не треба да се решаваат домашните задачи од нив, не треба да се врши притисок врз професорите, врз субјективни критериуми, секој си го сака своето дете, и сето тоа треба да помине низ една општествена дискусија, затоа што производот на крајот се самостојни, образовани деца кои може да се снајдат во живот. Вашиот коментар, ќе ве замолам. Околу вклученоста на родителите. Како општествена дебата дека мораме да разговараме за тоа. Треба да разговараме, еве да кажам дека мојот докторат беше на тема семејството и училиштето и се занимавам малку попродлабочено со овој педагошки проблем и педагошки феномен. И од сето оно што го имам прочитано во врска со проблемот со работка меѓу семејството и училиштето,
може да се констатира дека семејството и училиштето сепак мораат да бидат партнери во процесот на воспитание и образование на децата и младите. Што е клучно? Клучно е да се каже дека родителите нужно треба да се вклучат во процесот на образование и воспитание на нивните деца преку училиштата. Но, постојат повеќе модели кои што се, да речеме, практицираат во светот низ училиштата, на вклучување на родителите во работата на училиштата или образованието на нивните деца. Првата фаза на вклучување е користењето на родителите како образовни ресурси. Значи, во училиштето учат деца чии родители имат различни професии. Училиштето треба да знае сите овие родители да знае да ги привлече во училиштето, кога се работи на проблем поврзан со професиите на самите родители. Втората фаза на вклученост е работа на родителите дома со нивните деца на исполнување на некакви задачи кои што ќе ги даде училиштето. Третиот начин на вклученост на родителите е вклученост во управувањето на училиштето. Тоа ние и кај нас го имаме родителите партиципираат во училишните одбори, имаат своји родителски совети. Но тоа не значи дека училиштето треба да ги остави своите задачи недовршени во училиштето, па тоа да го работат дома родителите. Што кажуваат истражувањата? Кога родителите се вољни да се вклучат во образованието на нивните деца и да им помогнат на училиштата во остварувањето на тие воспитно-образовни цели предвидени со наставните планови и програми. Тие се вклучуваат доколку од соработката со училиштето видат некаква лична придобивка за своето дете. Значи, освен општествената корист, пред се става личната корист. Значи, ако родителот од соработката, од комуникацијата со училиштето воочи разлика кај своето дете, придобивка за своето дете, во тој случај родителите се поволни да се вклучат во образованието на децата. Заради тоа, училиштата како институции во кои што работи компетентен воспитно-образовен кадар, имаме педагози, психолози, дефектолози, наставници, мора да дизајнира модел, програма за соработка со родителите, која што ќе се реализира континуирано. А соработката со родителите не смее да биде инцидентна, по потреба, доколку имаме проблем со ученикот, или доколку имаме потреба од родителот само за нешто да го викаме во училиштето. Значи, мора да обмисли училиштето активности кои што ќе ги придобие родителите на соработка. Сега, вољноста на родителите за соработка е олеснета, бидејќи родителите имаат силна емоционална врска со нивните деца и тие навистина сметаат дека треба да им помогнат на своите деца во нивното образование. Ова како истражување и како наука, морам да го искористам, професорка, ова што вие го велите, бидејќи да не биде, ако нешто друго, содржај на дискусијата. Правењето на поединци како делови од потрошувачкото општество, од либерализмот на 21 век, не донесува резултати на комплетни личности. Посебно кога се кршат сите вредностни системи кои ние сме ги наследиле како колективитет, каде почитување, вие сами рековте претходно дека толеранција, почитување на различноста е она што го придвижува целото општество. Ако вака низ овие системи го форсираме поединецот со неговите склоности, зар не мисли дека многу често се губи чувството за заедништво?
Еве, да ги споменам педагозите за кои што разговаравме на почетокот. Знаете ли што рекол Јосиф Ковачев? Учителот треба да го научи ученикот да знае што е гревота, а што е срамота. Да. Еве, кој ќе го пренесеме на 21 век? Тоа е социјалната педагогија, тој исто така е приврзаник на социјалната педагогија. Не, значи, кога реков родителот да почувствува придобивка лично за своето дете, не мислев дека децата треба да се воспитуваат Не. Значи, кога родителот оди во училиште и разговара со наставникот и заедно се договараат да превземаат некакви активности, да речеме за подобрување на успехот на ученикот, доколку родителот види дека од таа соработка, комуникација со наставникот има корис за своето дете, во тој случај тој е поволен да партиципира во било која активност на училиштето, ако училиштето тоа го побара од него. Инаку не станува збор, ние ми се чини дека последните 20 години сгрешивме баш тука во нашиот образовен во нашиот образовен систем, бидејќи наместо кооперативноста ја форсиравме компетитивноста над преварот меѓу децата. Психологијата вели дека до 10 годишна возраст ние децата мора најпрво да ги научиме да бидат кооперативни, да работат заедно, едни за други, за остварување на заеднички цели, да работат да се радуваат заеднички на успехот, да знаат да го споделуваат заеднички неуспехот. А после 10-та година да го промовираме овој дух на надпревар, кој што се бара во глобалниот свет. Тоа е норвешки и шведски систем. Ирци, американците имат наредба секој понеделник пред знамето во училиштето доаѓаат учителите и ја кажуваат благодарноста и така натаму. За својата држава. Сето тоа е систем на воспитување на младите луѓе во вредности кои му требаат на општеството. Сега спомнавте и за американците, например, мојот почитуван професор што ми беше ментор на магистерските студии во Белград, Неделко Трнавац, еден од меѓу најдобрите педагози на втората генерација педагози на бившите југословенски простори, има добро образложено зошто е добро во училиштата децата да се учат на патриотизам. Бидејќи, значи, кратко е времето, бидејќи крајниот резултат, учејќи ги децата да бидат патриоти, ги учиме да бидат и интернационалисти. Така е. Да успеат да најдат разлика помеѓу она што е дефектност во патриотизмот како национализам и она што патриотизмот е племенито прифаќање на вредностите, одржување на своите низ прифаќање на другите, да. Професорке, убаво поразговаравме околу тоа што ги очекува, што и ние очекуваме од идните ваши студенти и они кои сега се ваши студенти како општество. Се надевам дека ќе биде малку појасно дека општествената задача е голема. Сега тоа е и поединечно кој како ќе го свати. Но факултетот за образовни науки има студиски програми. Што е тоа што им се нуди на идните студенти? Ние сме препознатливи по тоа што образуваме, наставници за оделенска настава, односно наставници кои што ќе работат со ученици од прво до пето оделение. Тоа е студиската програма по оделенска настава. Исто така студиската програма по предучилишно воспитување, тоа се воспитувачи кои што ќе работат во предучилишното воспитување. Имаме студиска програма исто така за наставници по историја. Овие 2 години имаме студиска програма по педагогија на која што ќе се образуваат педагози кои што можат да работат во училиштата, ученичките домови, социјалните центри и студиска програма по археологија која во моментот ја менаџираме и представува специфика на нашиот факултет. Но околу студентските програми разговаравме со ректорот и тој има објаснување за тоа. Да се вратиме ние на она што вие сега како понуда го правите на младите ученици, рековте за стипендирање за одличните ученици кои треба да се нафатат со тоа, но не може да не се искористи вашето присуство овде како наведнаш да испровоцирам одговор на работи кои се многу актуелни. Одеднаш имаме општествена поделеност.
пониза прашања кои се од круцијална важност или така ни се наметна од огромна важност за Република Македонија. Она што мене како човек, претпоставам и неголем број на луѓе во Македонија ни смета тоа е ниското ниво на комуникација или култура на комуникативност, користики ги новите современи мрежи за скриени, за непрепознавање на профили и така натаму, јавно искажан збор кој е најчесто, многу често скараден, неодговорен, бидејќи човек се врзува за збор, јавно искажан збор испоред кривичниот законник, доколку навредува некој друг е кривично дело. Каде ние го изгубивме тој однос на одговорност, професорки? Можеме да напишеме што сакаме, правиме профил од Бугарија и така натаму. Сега тоа е педагошка проблематика и може би повторно образовниот систем, односно училишниот систем може би е виновен за создавање на бидејќи создал граѓани кои што често пати знаат неодговорно да се однесуваат во јавната комуникација, во процесот на јавната комуникација. Лесно кажан збор. Постои едно педагошко правило. Значи, децата и младите никогаш не смеат да се етикетираат. Етикетата не смее да се користи за казна. Но тоа не значи дека не треба да бидат опоменати. Но опомената секогаш треба да се однесува на конкретна активност. Ако ученикот денеска не напишал домашна задача, наставникот не смее да му рече ти си мрзелив, не си напишал домашна задача. Етикетата е ти си мрзелив. Значи, но наставникот е должен да му каже на ученикот дека денес не напишал домашна задача и дека ако утре повторно не ја напише домашната задача, може да добие, да речеме, негативна оценка заради тоа. Значи, во јавната комуникација не се прави разлика помеѓу етикетирањето и изнесувањето на факти за одредена личност. Значи, мене може некој да дојде и да ми каже, еве вие денеска професорке задоцнивте, не дојдовте точно на час. Но нема право да ми каже дека сум неодговорна. Да ме етикетира. Сите факти за донесување на одлука. Ќе се вратиме повторно на што го спомена ова фајрох мислењето е напорна категорија. Донесувањето на ставови е од момент. Мене често ке ме прашаат за некое прашање кое што е можеби значајно за целото општество, имаш ли став, и јас понекогаш знам да речам не, јас немам став. И тогаш, ама како вие, нели, како интелектуалци, мора да имате ставови, да ги презентирате јавно, во јавноста, па вашето мислење врши влијание, нели, по широката популација, но јас имам оправдание заради тоа што понекогаш немам став. Јас немам релевантни факти, аргументи и понекогаш со право се плашам дека ставот кој што ќе го изградам може да биде погрешен. Затоа, рековме, процесот на мислење, собирање на факти, аргументи е многу значаен. Ами напорно. Доколку ги немате сите тие факти и аргументи, препорачувам да не се изнесуваат ставовите. Може ли да не се врате, како последно прашање, ќе ме замалам за кратко, зашто ми изминува времето, може ли да ни се врати како критериум повторно целиот процес на образување, но и општествена дебата за вредностите системи, она што Јосиф Ковачев го рекол, да ги научите децата дека има и греота и срамота? Може. Нели сите оние воспитни идеали кои биле поставени во времето на Јосиф Ковачев, го спомнавте Песталоци како еден од најголемите педагошки класици, потоа тука е Херберт, Коменски, Фребелот предходно, значи сите тие се залагале за воспитание кое што ќе има исклучиво хумани димензии. Ако ние денеска во светот нашироко промовираме хумани општества, сите треба да се запрашаме
дали со она што се случува во глобалниот свет, навистина ги образуваме нашите деца во духот на хуманоста. Бидејќи, ако денеска знаете дека повеќе од 1 милиарда, ми се чини некаде некој податок прочитав, луѓе немаат пристап до чиста вода, а од друга страна се трошат милиарди и не знам колку билиони еври за наоружување. Так, тоа е парадигмата на Тоа современиот свет. значи контрадикторноста на современиот свет. Учителите мора да го дадат својот дел, но и пошироката општествена заедница мора да се грижи за она што ќе го пружат учителите во училиштата да биде поддржано и од општеството. Цеото еден си, професорке, ви благодарам што бевте дел од моја емисија. Се надевам дека за Јота до оние до кои што ќе ги испратиме овој наш разговор, ќе го поттикнеме размислувањето. Тогаш сме завршиле нашата општествена задача. Јас како домаќин на оваа емисија и вие како декан на факултетот за образование. Благодарам уште еднаш што бевте мој гост. Благодарам и на вас. Поштовани гледачи, овде низ разговорот со професорката, секој од вас ќе има своји заклучоци, како што реков, и ставови врз основа на процес на мислење, се разбира, но се наметнува една друга работа. Нели е време како држава, како народ, да почнеме да ги минуваме вредностите, пораки кои ги добивавме досега. Градете способни поединци во суровиот либерален свет на спортивности, на конкурентност, за да успеат. А тие што се најуспешни како систем, тоа не го направија. И сега гледаме дека образованието во Норвешка, во Шведска, која е далеку организирани општества, не ги напуштија колективните процеси на воспитување на личности кои се толерантни, кои прифаќаат друго мислење, кои действуваат заедно, наречено денес со екипа и така натаму. Со размена на мислење, а брзото потрошувачко општество кое никаде не постои, а нам ни го кажаа како вредносен систем, ми кажуваше градете јаки поединци, секој од нив да се избори. Да, ама да се избори само за обичен работник во процесот на производство на големи профити на мултинационалните компании. Малку продуктивни поединци. Ако ние како македонци го изгубиме она што не краси досега, а тоа се семејство, семејни вредности, заедница, град, зашто е на крајот и народ, држава, тогаш ќе си видиме за тоа што изгледа не наменуваат работници во мултинационалните компании, без разлика на кој ниво ќе биде. Се обидов да не кажам став, него процес на размислување. Најлесно е и јас кажувам ставови. Тешко ми е да размислувам многу. Довидување до новата отворена тема.